Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Сојузот на синдикати заедно со министерот за труд и социјална политика изјавија дека има простор за зголемување на минималната плата за 20%. Каков е ставот на работодавачите, ќе разговараме со мојот гостин денеска Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерација на работодавачи. Добар ден Бошков, ви благодарам за издвоеното време за гостување во Радио Слободна Македонија. Благодарам Наташа и благодарам за поканата и за издвоеното време за мене. Ви благодарам. Каков е ставот на работодавачите? Има ли простор за зголемување на минималната плата? Па во индустријата, нели, сегментирана на дејности, на повеќе индустрии, во зависност од интензитетот и во зависност на квалитетот, во некои од индустриите има простор генерално да се зголеми минималната плата, односно би требало, а некои трудоинтензивни дејности кои не имаат толку големи приходи и тешко меѓутоа ќе мора да се потрудат да го на некој начин да го постигнат тоа ниво. И ова го кажувам бидејќи е генерално потребно за самите индустрии, генерално општо за стопанството, меѓутоа и за самите поединечни индустрии. Може ли негативно да се одрази врз работењето на бизнисот зголемувањето од 10.000, како што во моментов изнесува минималната плата, на 12.000, како што предлагаат? Може ли бизнисот да го издржи тој товар со самото зголемување? Бизнисот пред се на некој начин се потпира на многу едноставна анализа трошоците кои и произлегуваат од самата работа и нивото на приходите. Тоа е поврзано исто така и со знаењето да се води бизнис и како се исполнуваат сите критериуми да се води еден успешен бизнис, меѓутоа конкретно кога станува збор дали може бизнисот да го издржи тоа, и да и не, да секако, бидејќи може да направи реструктурирање на трошоците, може да се насочи кон поголемо штедење, поголеми ефикасни технологии, методологии за водење на бизнис, а во исто време и не, затоа што може би му е потребна подобра бизнис клима, може би се подобри услови за водење на бизнис, намалувањето на надворешните влијанија, говорам за целото окружување за водење на бизнис, и едноставно самата индустрија, самиот бизнис поединечно во каква состојба се наоѓа и во каков обем се наоѓа. Значи, некои компании, така ќе ги извојам како компании, како предпријатија, може да си дозволат, меѓутоа некои можеби и навистина не можат. Една од причините зошто се предлага зголемување на минималната плата е да се спречи одливот на кадри од самите фирми, но и селувањето на младите од државата. Ке се постигне ли ова? Прво ќе кажам дека никогаш не е доцна да се почне да се размисли во таа насока и навистина се надеваме дека еден предлог кој произлезе од Сојузот на синдикатите, а поддржан од Министерството за труд и социјална политика, прво е предлог заснуван на одговорност. И таа одговорност треба да ја споделиме сите, без оглед на тешкотијата или без оглед на можностите. И се надевам дека ова ќе биде сигнал, зголемувањето на минималната плата ќе биде прво сигнал за оние кои се веќе вработени, дека им се зголемува стандардот или на некој начин има шанса да им се зголеми сигурноста, а со самото тоа и мотивацијата. А од друга страна ќе биде и на некој начин порака за тие кои навистина имат наум да ја напуштат земјата и да екзистираат во некоја друга дестинација, така ќе кажам, дека можеби ќе можат да се преиспитаат и да се надеват дека ќе бидат вработени и да почнат да размислуваат да се вработат тука во Македонија, бидејќи основата, а тоа е минималната плата и минималните примања ќе имаат шанса да бидат на едно задоволително ниво. Се соочуваат ли компаниите во моментов со недостигна квалификуван стручен кадар? Да, генерално кога ќе кажеме да, меѓутоа исто така и компаниите многу вложуваат тој
кадар кој го вработуваат да го способат според потребите на работните задачи во компаниите. Генерално она неформално образование, практично образование и информално образование е едно од најважните за стекнување на една добра работна вештина и за задржување на работникот. И сега многу од компаниите или во нашето општество, кога станува збор за трудовата економија или пазарот на трудот, вообичаено се слуша дека имаме недостаток на квалитетна работна сила, дека имаме недостаток на квалификувани работници, и тоа е еден факт. Меѓутоа, од друга страна, компаниите кои редовно функционираат, вложуваат постојано, секојдневно вложуваат во своите вработени. Едноставно, работното место со самото функционирање ги на некој начин ги фокусира работниците да бидат професионални и попродуктивни. Минималната загарантирана плата беше донесена со закон во 2012 година да изнесува 8.050 денари. И секоја година етапно да се зголемува. Сега во моментов изнесува 10.080 денари. Кога реално може да се очекува дека минималната плата ќе изнесува 12.000 денари? Па некако ова ниво, овој износ се поклопува и со предлозите на политичките партии за време на кампањата пред изборите, и на некој начин сметаме дека може да кажеме, иако се уште немаме влада, имаме консензус. Сојузот на синдикатите предложи 12.000 денари, работодавачите не поради фактот дали можат или не можат, туку поради фактот, поради фактот да бидеме одговорни и да ги задржиме вработените и луѓето во Македонија. Тоа треба да не биде мотото. Јас мислам дека би можеле да прифатат и дека ќе прифатат и дека ќе преговараме. А кога ќе се случи тоа, иницијативата е почната. Ние би одложиле малце повеќе време, затоа што нашиот предлог е на некој начин минимална плата на секторско ниво, на ниво на дејности. Што би значило тоа? Например, во текстилната индустрија, во кожарската, каде што има најниски примања? Во текстилната и во кожарската индустрија, кои се и трудоинтензивни дејности, а кои имаат исто така и на некој начин најниски примања, директно би се разговарало со синдикатите од кожарската и од текстилната индустрија, како и од градежната, како и од прехранбената индустрија и примарното и секундарното преработување на храна, за да можеме навистина да извлечеме нивоа, во некои повисоки, во некои дејности повисоки, во некои пониски. Ние ја протежираме минималната плата како концепт за социјална сигурност, меѓутоа секторската минимална плата ја протежираме како социоекономска сигурност и стратегија. Бидејќи во таа стратегија опфаќа и социјален диалог и комуникација помеѓу работници и работодавачи, зголемена комуникација, бидејќи работниците поради нашиот менталитет или поради нашето незнаење за системско управување или се уште млада слободна пазарна економија, не ни налагаш или не знаевме дека секој еден разговор со работникот е мотивација за држување, меѓутоа исто така и искористување на информациите кои се директно од тоа работно место. Бидејќи сопствениците и менаџерите, особено на поголемите системи, па и не можат секогаш и секојдневно да ја почувствуваат енергијата, така ќе го кажам тоа, на едно одредено работно место, безбедноста, начинот, методологијата, продуктивноста и така натаму. Што значи дека синдикатите, организираните работници во одредени дејности ќе имат можност навистина да преговараат и работодавачите на одредени дејности и компании ќе може да преговараат и да го зголемат нивото. Затоа стратешки е пристапот на секторско преговарање за минимална плата. Имате ли направено некој истражување колку од работниците во Македонија земат минимална плата? Па тоа е податок кој пред се
најдобро го контролира и најдобро го добива Министерството за финансии, односно Управата за јавни приходи, бидејќи сите плати кои се поднесуваат мора пред се да бидат одобрени од Управата за јавни приходи. Сега, во зависност, тоа е многу релативно ниво на исплата на минимални плати. Во некои месеци минималната плата, поголемиот дел од стопанството, повеќе од 85% од стопанството, односно вработените ја добиваат како минимална плата. Нормално има компании кои на многу повисоко ниво исплатуваат плата кон своите вработени. Меѓутоа, со сигурност, на некој начин, бројката точно може да ја добиеме од Управата за јавни приходи. Има ли уште случаи газдите да им даваат на работниците минимална загарантирана плата, а потоа тие во плик да мора или на рака да им вратат? Тоа беше присутно во фабриките од текстилната индустрија во Источна Македонија, имаше неколку такви случаи во минатото. Значи имам од оваа категорија на злоупотреба на исплатата на платите и социјалните придонеси, има два начина. Едниот е и двата се еднакво на некој начин еднакво неквалитетни или допринесуваат еднакво кон ерозија и на даношната дисциплина, и на фискалната дисциплина, и на дисциплината кон исплата кон почитување на човековите права во трудовата легислатива. Она што го рековте дека одредени работници во текстилната индустрија или пак на некој начин во одредени компании од текстилната индустрија и во други индустрии дека мора да вратат дел од платата, се случуваше. Најголемата трагедија е што тие работници тоа го разговараат помеѓу себе, помеѓу своите најблиски или во своето обкружување и не се обхрабруваат да го посетат Државниот инспекторат за труд. Тоа е едниот проблем. Остануваат на работа со голем притисок, а од друга страна и со многу намалени можности каде да ги побараат своите права. Има позагрижувачки или еднакво загрижувачки е тоа што затоа и реков секторско договарање на минимална плата, затоа што минималната плата кога донесовме 2012 година имаше категорија на социјална сигурност и затоа беше на некој начин и донесена и прифатена од нас. Ама за нас како бизнис конфедерација пред се во работењето на компаниите етиката е на прво место. Општествената одговорност и етичкиот кодекс на водење на бизнис. Голем дел од работодавачите ја увидува шансата дека во 2012 или сега во 2017 дека минималната плата и законот вели до 10.080 денари, каде што мора да се исплатат и социјалните придонеси, другиот дел е во плико. И тука покажуваме неодговорност. И сега тука станува збор, нели, за одговорност која се гради врз основа на доверба. А довербата се стекнува во еден континуиран однос. И затоа на некој начин значи ние кога разговараме и во управниот одбор можеме да разбереме за едно отежнато економско работење, политичка криза и така натаму. Меѓутоа никако не можеме да разбереме дека за да се опстане треба да се биде неетичен или народски кажано, нели, од старо време нееснавски ориентиран кон бизнисот. Ке разговараме и за влијанието на политичката криза врз бизнисот, но овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерација на работодавачи на Македонија. Бошков, политичката криза се уште трае. Какви последици трпи бизнисот во моментов? Па мораме да кажеме дека бизнисот е на некој начин сега веќе покриен во своето
сопствено формирано стаклено звоно. Односно компаниите оние кои се вклучени во економијата независно или пак едноставно тој им е основата и ништо друго не може да прават, функционираат заради одржување на својата состојба и воопшто размислите околу нови инвестиции или реинвестирање или зголемување на обемот се во втор план поради несигурноста од излезот од политичката криза. Дали им е нарушена ликвидноста или само се воздржуваат од инвестиции, од отварање нови работни места? Значи има еден податок, меѓутоа тоа е перцепција дека во Македонија и за време на политичката криза значи не се зголеми драстично отворањето на стечени постапки. Што значи дека компаниите и менаџерите и собствениците умешно знаат да го менаџираат намалениот обем за водење на бизнис. И тоа е на некој начин сега веќе од сето ова лошо, кога бараме начин што да излечеме добро, е една нова техника на управување на компаниите во криза. И ние знаеме дека голем дел од компаниите многу време посветија во овој, така ќе го наречеме, еден балон период, на обука, на усовршување, на ревидирање на своите техники, технологии, вработени и така натаму. А околу ликвидноста тие се ликвидни и го балансираат тоа. Меѓутоа, имаме недостаток на податоци. Кој кому колку должи. Значи, тоа е на некој начин многу поврзано со ликвидноста. И колку може да ги остваруваат своите обврски кон доверителите и обратно, колку на некој начин доверителите можат да се опуштат да ги финансираат или да ги поддржуваат или да ги одржуваат во живот компаниите. Компаниите се жалат дека им е отежнат пристапот до финансии. Зошто банките не кредитираат? Па, нормално бидејќи има повеќе влијанија. Едно од значи, кога разговаравме за документот кој го предложивме до владата, наречен пристап до финансии, бидејќи повторно извадивме предлог политики во 2017 година, во соработката со Македонската банка за поддршка на развој има еден податок кој не фрапираше и тие се многу искрени кога разговараат со нас, дека многу малце компаниите или многу малце од менаџерите во компаниите знаат точно да го предвидат, да го презентираат и да го остварат бизнис планот. Односно, оние гаранции кои се потребни за кредитирање, бидејќи секако се потребни секако во светот, па и во Македонија, се недоволни во однос на корпоративната цел и на економската цел на бизнисот. Без оглед на тоа дали понатаму ќе се бара некаква гаранција за обезбедување на финансиски средства. Ама тоа е само еден сегмент. Од друга страна, и тоа беше во делот на самокритиката околу бизнисмените во Македонија, колку многу или колку малце знаат да водат бизнис. Од друга страна, нормално дека ние мораме да ги отвориме сите можни токови. Иако експертите ќе кажат, кога ќе слушат оваа емисија, ќе кажат дека има многу начини кои возможуваат лесен пристап до финансии. И тука е прашањето дали тоа може да биде подкрепено и со нови инструменти за пазарот на пари. Така да пристапот до финансии е широка лепеза за дискусија од која може да се црпат точни информации за нови стратегии. Во тие предлог мерки што ги предложивте за подобрување на бизнес климата за оваа година, може ли да не кажете што предлагате? Па, како основа, предложивме 5 предлог мерки, основни предлог мерки, а тоа е оно што го говоривме, пристапот до финансии, потоа владење на правото, значи мораме точно да имаме владење на правото и мораме да имаме, како трета мерка, мора да имаме точна овозможена правна регулатива, односно во превод
на премногу голема регулација и премногу голем товар од бирократски активности во текот на работењето на една компанија, дека ќе мора да се регулираат, да бидат стабилни, и ќе ги потсетам вашите слушатели дека тоа е она активност која се уште мора да биде, тоа е жива материја, а тоа е регулаторната гилотиња. И тоа е она што ќе го предложиме и до новата влада да продолжи со, сега ќе го наречам, дерегулација на правилата за водење на бизнис. Бидејќи покрај основата за водење на бизнис и покрај основните трошоци, даношните обврски, има многу парафискални трошоци кои го отежнуваат бизнисот. И оно што е најважно е корупцијата и нелојалната конкуренција. Мораме да направиме системи и мораме да најдеме на етички начин на водење на бизнис. Меѓутоа, тука партнерите имат голема улога. И работодавачите, и целокупната администрација. И како крајно, поврзано на некој начин, во еден линк, со пристапот до финансија, односно со начинот на водење на бизнис, е фокус на развивање на предприемачката култура, односно инвестирање повеќе средства во подигнување на културата за водење на бизнис. Тие се на нашите 5 препораки кои сметаме дека на некој начин ќе придонесат за еден нов пристап за регулирање на бизнисот во Македонија. Бизнис конфедерацијата неодамна прослави јубилеј 15 години од основањето. Може ли да не кажете колку членки броевте тогаш, а колку сега? Во 2001 година, кога воопшто немаше ни закон за да се организира едно вакво здружение на работодавачи, ние го нарековме Бизнис конфедерација на Македонија, бидејќи ги спојуваме сите можни или сите оние кои сакаат да се приклучат, а тоа се индустриите, асоциациите на работодавачи, занаечи, стопански комори и така натаму. Бидејќи кај нас членството е отворено и се основа и се заснова врз принципите на Меѓународната организација на трудот. 2001 година почнавме со 5 компании за да можеме да го формираме здруженијето и после 15 години среќни сме и горди сме на бројката од 8.500 членови, здружени во 13 асоциации, занаечиски комори, мали стопански комори и така натаму. И сметаме дека уште повеќе ќе се шириме и главниот фокус ни е да слушаме што сака бизнисот во Македонија. Па како една професионална организација, пред новите комисии во парламентот, особено во економските прашања, пред Економско-социјалниот совет, пред Националниот совет за предприемништво и конкурентност, пред повеќе работни тела, да можеме да преговараме за интересите и потребите на работодавачите. Едноставно, мораме да бидеме организиран глас на бизнисот за да можеме да придонесеме и на државата, меѓутоа исто така и на економијата. Кои се ваши очекувања до крајот на годината? Средување на политичката криза, предпоставувам, инвестиции на компаниите? Пред се, многу е важно да го задржиме достоинството и да почнеме да работиме на репутацијата, на враќање на репутација на државата. И политичарите, сите оние кои се вклучени, кои имаат една општествена вредност или општествена одговорност и представуваат одредени институции, здруженија, граѓани и така натаму, мора да се свртиме кон решавање заедничко или пак ги чекаме политичарите да се договорат за да можеме ние да се приклучиме, целото општество говорам, граѓанските асоциации, не можеме да ги забораваме, синдикатите, работодавачите, стопанските комори, агенциите во состав на владата и така натаму, локалната самоуправа, која по нас е најважна, бидејќи е во насока на развивање на локалниот развој, и очекувањата се дека ќе имаме, аз сметам дека веќе е депласирано да кажеме дека имаме политички консензус. И ја мислам дека ќе имаме еден традиционален ментален консензус на сите македонски граѓани дека Македонија е државата која не обединува и дека многу е природно
оние кои не обединуваат и кои ни даваат простор за да можеме тука да екзистираме, дека треба и да вратиме. Секој еден е одговорен и секој една индивидуа е дел од системот и не попусто е кажано нели во повеќе слогани на владата дека секој од нас, вие, јас сме Македонија и сите оние кои живеат и работат тука, граѓаните, и дека ќе можеме да придонесеме кон едно Македонија да биде едно подобро место за живење. Бошков, се надевам дека тоа ќе биде. Јас ви благодарам на гостувањето и на издвоеното време. Благодарам, Наташа, и уживав во вашата емисија. Ви благодарам. Да слушаме малку музика, потоа и најважните економски настани. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најважните економски настани оваа недела. Пристигна првиот сезонски лет со 180 патници на Охридскиот аеродром. Со воден мост, традиционална македонска закуска, беа пречекани гостите кои денови веќе одмараат на брегот на Охридското езеро. Оваа летна сезона се очекува да слетаат 183 авиони од Амстердам, кои ќе донесат 30.000 холандски туристи. Надлежните очекуваат зголемување на бројот на гостите од европските дестинации за 20%. Оваа година букирањата и интересот за Македонија навистина зголемен и очекуваме доколку се одвива онака како што треба, доколку имаме стабилна ситуација во земјата, некаде од прилика 20% да имаме повеќе туристи. За очекување да бројот на гости кои што ќе слетуваат на Охридскиот аеродром од земјите како Холандија, Белгија, Англија, Швајцарија, Полска, Израел и други европски дестинации, оваа година ќе биде значително поголем. Земјоделците имаат на располагање 10 милиони евра од новиот оглас за ИПАР-2 програмата. Парите може да ги насочат во обнова на земјоделската механизација, за изградба на фарми или за развој на мали бизниси во руралните средини. Крајниот рок за аплицирање истекува на 23 јуни, а вкупниот износ на европски пари изнесува 68 милиони евра до 2020 година. Ги уверувам земјоделците, односно ги поттикнувам да се јават на огласот. Ние како министерство со тимот што го кажав од 80 агроинженери и економисти ќе им помогнеме целосно во подготвување на апликацијата. Започна реконструкцијата на дел од патот Прилеп-Демирхисар. Инвестицијата изнесува 5 милиони денари, а оваа делница е од голема важност за побрз транспорт на стоки и луѓе од овој крај. Отпочнати се градежните работи за реконструкција на регионалниот пат 2339 Прилеп-Демирхисар. Оваа година се инвестира со средства од јавното претпријатие за државни патишта преку Македонија пат, средства наменети за инвестиционо одржување. Дел од патот влегува во општина Кривогаштане, а другиот дел во општина Прилеп. И гледаме понатаму да се дообезбедат средства да се продолжи реконструкцијата на патот од Кадино село, Галичани, па се до стариот пат за Битола. Патната инфраструктура е битна не само за опстанок на жителите во овие населени места, туку и за подобро функционирање на сообраќајот на територијата на општина Прилеп и за одвивање на полјоделските активности кои ги има доста во овој регион. Објавен е огласот за доделување поволни кредити за самовработување и отворање на нови работни места. Може да аплицираат сите невработени, а младите до 29 години може да добијат и до 23.000 евра за да започнат собствен бизнис. Кредитобарателите до 29 години за почеток можат да земат 7.000 евра и по 4.000 евра за секое ново отворено работно место. Кредитот е со грејс период од 1,5 година и каматна стапка од само 1% годишно. Средствата изнесуваат меѓу 3 и 5.000 евра за носителот, односно се здружат 3, односно 5 лица на еден проект. Со тоа што максималниот износ на сума, доколку и тие лица кои што се здружуваат се корисници на паричен наместок од стечај, ликвидација или од технолошки вишок, добиваат дополнително 1.000 евра и вкупниот износ на сума изнесува 21.000 евра. Активна е мерката со која за кредит може да аплицираат компаниите кои сакаат да го прошират својот тим. Може да вработат до 3 лица, доколку се над 29 годишна возраст, изнесуваат по 3.000 евра за секој лице, односно максимум 9.000 евра по апликација на компанија, од кој што првата година ќе им биде грейс период.
Ново поскапување на дел од цигарите од 5 до 10 денари. Брендовите кои не добија повисока цена за великденските празници веќе се продаваат поскапо. Трговците велат, зголемувањето на цената било очекувано, кога веќе едни производители почнале да продаваат по повисока цена. Трендот автоматски го следат и останатите. Покачани се Честерфилдот, Бондот, Брендот, Ориенталот, Сан Слимот по 5 денари, додека Малборото, значи од 130 денари е покачено на 140. Нема зголемување на даноците, туку само укинување на антикризната мерка и враќање на старите правила. Управата за јавни приходи објаснува, намалувањето на прагот за регистрирање за ДДВ обврзници значи враќање на состојбата од пред почетокот на глобалната криза. Од стартот на кризата, прагот за даночење изнесуваше 2 милиони денари. Сега повторно се враќа на милион. Ваквата одлука е донесена за да се обезбедат фер услови за сите и да се намали нелојалната конкуренција. Станува збор за измена само на прагот на регистрација за данокот на додадена вредност, како што и професорката потенцира дека истиот е од 1.1.2015 е стигнат прагот на милион денари. Претходно, ради антикризните мерки, од 2015 беше на повисоко ниво од 2 милиони. Со новото решение лицата со остварени приходи поголеми од 16.000 евра или 1 милион денари автоматски се одданочуваат. Според експертите, со ваквата измена голем број на физички лица, кои претходно не биле, сега ќе станат ДДВ обврзници, со што значително ќе се зголеми бројот на лица кои ќе имаат обврски кон државата. Тука ќе влезат и оние кои остваруваат приходи од издавање на простор и станови. Не е срамота да се заработува и не е срамота да се остварува милион денари. Но добро е секој однапред да знае колку ќе биде оданочен и да ги очекува трошоците што ќе ги има за тоа оданочење. За дел од експертите ваквата промена се прави за да се полни буџетот. Имаш рамен данок 10% ПДД, него имаш 10 и плюс 8. Втора стапка. Ама не знаеме на кого и не знаеме како тоа ќе се изведува. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 4 мај, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.